1/3 или ајде може би да не претерам, ама 1/4, бидејќи точната бројка не ја знам прецизно, од Малта е затворена. Како? Неверојатно, но останете со денешната епизода и ќе слушнете за што станува збор. И, само да напоменам, големи жестини во моментов на островот, пеколно, како за јуни, мислам дека е невообичаено. Ова, уште малку влажност ако се додаде, личи повеќе на август втората половина. Но како и да е, летото наскоро и официјално почнува, ние гориме на сонце, Малта е затворена, а денеска попладне имаме и надпревара каде што македонците ќе се соберат во своите местенца на островот. Бидете тука! This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show. Let's get started. Ова што го гледате зад мене, тоа е само една од улиците кои што се затворени, па веќе ќе кажам можеби секојдневно во рокот изминати 7 до 8-9 дена. Но ова се случува постојано во изминативе скоро година и пол. Да, се гради базенот и нормално дека улицата поради ваквите градежни работи ќе мора да биде затворена. Сега, дали ќе ми верувате дека во овој момент, прочитав бројка, дека во Малта се затворени поради градежни работи преку 130 улици. Значи, околу 130 улици, секој ден има плюс минус 1, 2, 3 и така натаму, бидејќи постојано се гради нешто на островот, неверојатна експлозија од градежни работи се случуваат. А ако замислиме дека, бидејќи не можев да најдам официјалната бројка колку точно вкупно улици има на островот, ама приближно, бидејќи остров во големина од прилика колку Скопје, цела Малта, мислам дека официјално цирката е од прилика 400-450 улици. Ако 130 и кусур се затворени денеска поради градежни работи, замислете колкава е тоа гужва, колкав е тој метеж што се случува и колкава е таа нервоза. Ќе кажам среќа во несреќа, под наводници нормално, што туристичката сезона не е во ек и поради пандемијата е намалена бројката на туристи на островот. Бидејќи, кога на ова ќе додадете нови рентакар возила, поголеми линии, повеќе автобуси на самите улици и плюс дополнето миксери, шмукувачи на бетон, чистачи и така натаму се што го обслужува градежништвото, зборам од камиони, сето тоа е една голема затка во моментов. Тоа на Малта не и треба и сите, буквално островјани, се жалат на овој градежен хаос. Ако дојдете во Малта во летниот период, а има шанси да дојдете, ќе ви кажам зошто, веќе од утре се отвараат нови порти за влез во Малта, тогаш да не бидете изненадени од ова што се случува.
new podcast. Реков дека се отвараат нови порти веќе од утре. Имено, Советот на Европа утре заседава по барањето кое што го поставија многу земји, меѓу кои и нашата држава, која поднесе барање за да биде исклучена од онаа црвена листа на забранети патувања кон земји од неевропска унија. И Советот на Европа утре ќе го разгледа сето тоа. Ако ја стави Македонија на амбер листата или на зелената листа, тогаш ќе мора секоја земја поединечно да ја прифати оваа листа, меѓу кои и Малта, и да ја вклучи Македонија на дозволените дестинации без дополнителни понатаму барање како карантин, задолжителна малтешка лична карта и така натаму ако сакате да патувате. Тоа подразбира дека можно е потоа и да се отворат летовите од Скопје до Малта, затоа сепак ќе оставаме на резерва, бидејќи најавите се дека оваа година тешко дека тој дестинацијски коридор ќе се отвори, но има и други моменти од каде може да се дојде во Малта, а да биде тоа од околните земји. Многу е важно, бидејќи сега за сега тоа е невозможно. Ако немате лична карта од Малта, не може да се качите во авионот кој што слетува во Малта, па без разлика дали доаѓате од дестинација преку Софија, преку Солун или преку Ниш. Значи, од утре предпоставувам дека тоа ќе се случи, бидејќи добивме и официјално соопштение од нашата амбасада во Рим, која ревностно си ги извршува задачите и по прашањето на пасошите, ни беше кажано дека во 2 наврати веќе е доставено барање и до малтешката влада за да ја исклучи Македонија од црвената листа и да дозволи слободно патување на нашите граѓани во посета на островот, како туристи нормално, кој како сака, од проста причина што бројките во Македонија веќе се на многу ниско ниво и се многу подобри во однос на другите земји кои што гравитираат во Европска унија, а се на зелената листа. Меѓу другото, бевме информирани дека и е информирана Identity Малта во однос на истечените пасоши. Тоа е многу важно, бидејќи многу од македонците поднесуваат барање за продолжување на работните дозволи во кои што е потребно да се имплементира и копија од важечки пасош. Identity Малта е информирана, што значи дека мора да ги прифати иако истечени македонските пасоши со важност до крајот на оваа година. Сега, тоа е едно, а сосем друго е како со истечен пасош вие ќе може да патувате и дали на граничниот премин информиран е полицијскиот службеник за тоа дали е истечен, дали не е истечен, дали ќе ве пушти или не. Значи, во однос на работните дозволи, тоа е, како што сме информирани, веќе функционално и не би требало да има проблем. А во однос на патувањата, искрен да бидам, малку ми е сето тоа чудно. Она што е најважно, да го резимирам моментот на оваа информација, е дека утре ќе очекуваме Македонија од страна на Европска унија да биде ставена на амбер листата и слободно македонците веќе да почнат да доаѓаат на островот.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! 2, 1, start. Жешкото не знам дали прави убаво чувство или неубаво, бидејќи некогаш навистина е невозможно да се шета преку ден, да го искористите максимално денот за прошетка на археолошките, например, наоѓалишта овде, кои што се исклучително интересни и атрактивни, можеби едни од најстарите на планетава, да посетите некои од плажите, да направите некое патување низ оние стари барокни градови овде на островот, кои што имаат многу голема и тешка историја. Мене лично не ми пречи тоа топло и можам да издржам и 50 степени, што би се рекло, повеќе отколку да издржам 2-3 степени во зима. Но факт е дека ова лето се очекува да биде исклучително жешко и се надевам не толку влажно како и минатото, бидејќи тогаш ќе бидете подвижен туш, ќе имате еден облак, ем ќе ви биде жешко, ем ќе ви капе цело време над вас. Како и да е, мислам дека она што го најавивме за утре ќе отвори еден простор да летово многу наши блиски, многу наши роднини, пријатели да дојдат и да го посетат островот и да го запознаат, ако до сега не го запознале, во неговото најубаво светло. Останете уште малку тука со Out и In, што беше најатрактивното во овие две позиции во изминатите 7 дена на островот. И само да ве подсетам, 18 часот, имате уште време, ако не сте резервирале македонските локалитети, се веќе скоро пополнати. Јас и денеска се јавив и во Гурмет Буџиба и во Гурмет Слиема, во едното ми кажа дека има само уште 2 масички слободни, а за другото ми рекоа дојди ќе видиме, сега за сега е преполно. Така да искористете, ако не сте фатиле се уште место. Навиваме за Македонија и се надевам дека
прекрасно и успешно ќе ја завршиме нашата приказна на Европското првенство, бидејќи ни се стварија детските соништа, барем на најголем дел од нас. Бидете ми во добро здравје, уживајте оваа прекрасна сончева недела која што е пред нас. Се гледаме наредниот понеделник. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.